Тесните сообраќајници, зголемената урбанизација, намалениот број на паркинг места и нерегулираниот воден сообраќај предизвикуваат сериозни проблеми во безбедноста на сообраќајот. Како да се надминат истите? Што треба да се направи за да се зголеми безбедноста во сообраќајот во општината? Во денешните охридски разговори со Томислав Тунтев од Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот. Следете ни. Владите, општествата во светот преземаат интензивни мерки за зголемување на безбедноста во сообраќајот, меѓутоа и покрај сето тој, покрај бројните кампањи, несреќите се случуваат и ќе се случуваат веројатно и во иднина, но сепак не може да се остават работите да течат онака како што течат, се преземаат мерки да се подобри состојбата. Слично нешто се прави и тука на локално ниво во Охрид. Каква ни е безбедносната состојбата со безбедноста во сообраќајот кај нас? Поттикнати од токму од она што владите во развиените држави во светот го прават толку сериозно и толку детално и толку комплетно во однос на зголемување на нивото на безбедноста во сообраќајот, Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во својата програма, годишна програма за 2011 година предвиде една низа активности, мерки кои треба да бидат превземени во насока на една од основните цели на постоење всушност на самиот Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, а тоа е унапредување на безбедноста на сообраќајот на нашите патишта. Имено, ако се погледнат бројките и на глобално, и на европско, и на македонско, па дури и на охридско, општинско ниво, можеме да дојдеме до едни фрапантни, зачудувачки податоци за бројот на жртвите или бројот на повредените кои секојдневно, за жал, се резултат на она што го викаме одвивање на друмскиот сообраќај или патниот сообраќај или така наречениот сообраќајен и транспортен друмски сообраќај. Значи, се работи на глобално ниво за една бројка просечна од 1,5 милиони луѓе кои ги губат своите животи како последица на сообраќајни незгоди, или тоа се околу 55 милиони луѓе, значи замислете на цела држава Полска и повеќе, кои ќе се здобијат со лесни или тешки телесни повреди како резултат на сообраќајните незгоди на патиштата ширум светот. Да е сликата уште поцрна, една од најзагрозените популации се всушност децата на возраст помеѓу 10 и 19 години. Имено над 300.000 од оваа популација ги губат своите животи по патиштата, значи како жртви на сообраќајни незгоди, а околу 11 милиони годишно остануваат полесно или потешко телесно повредени како последица на сообраќајните незгоди. Ако ова се сведе на републички бројки, значи во Македонија годишно, да речеме, околу 2600 сообраќајни незгоди се прават, од прилики околу 200 жртви просечно на годишно ниво имаме, или неколку илјади, 7600 повредени, со лесни или со тешки телесни повреди, така што Републичкиот завод за безбедност на сообраќајот на патиштата во 2009 година донесе една национална стратегија за безбедноста на сообраќајот на патиштата, значи 5-годишна развојна стратегија во која се предвидуваат одредени мерки и активности во повеќе насоки. Значи пред се за подигнување на нивото на безбедноста, меѓутоа и за едукација на најмладите учесници во сообраќајот и за едукација на сите учесници во сообраќајот, пазите, земајќи во предвид културата на нашето сообраќајно однесување, и за подигнување на нивото на соработка на сите релевантни институции, затоа што не се само владите или не се само локалните самоуправи повиканите да разговараат за оваа област. На тие основи беше направена и годишната програма на Општинскиот совет. Мене ме зачуди малку
значи кога нашиот советот на општина Охрид донесе одлука за формирање на овој општински совет и кога ја донесовме програмата, ме зачуди малку дека во последните 2 години не се превземани значајни активности на ова поле на активно делување на овој општински совет. Меѓутоа, токму затоа рековме дека греота е неколку генерации, посебно млади луѓе во основните и средните училишта, да промашат една шанса да ги, ето така, ако не едуцираме, барем да ја подигнеме свеста. Значи, и кај нас повозрастните, и кај најмладите, и всушност дека најмногу можеме всушност и најлесно е да работиме врз подигнување на свеста на сите учесници во сообраќајот за да не биде сообраќајот доминантната причина зошто младите луѓе ги губат своите животи и во глобални и во малу помали размери. За да не биде така, што треба да се направи, кои се целите на програмата кои имат? Така. Па ние се базиравме врз она што се специфики карактеристики на нашата општина, значи имајќи ги во предвид европската регулатива, белата книга на Европската унија за безбедноста во патниот сообраќај, законот за безбедност на патен сообраќај, ова националната стратегија за безбедност во патниот сообраќај и уште неколку други релевантни документи. Значи дојдовме на идеја да понудиме едно 16 така активности, кампањи, јавни кампањи, манифестации, квизови, надпревари и така натаму, значи едукативни средби, за да се обидеме да влијаеме врз она што се вика свест кај учесниците во сообраќајот и кај другите институции кои се повикани да се грижат всушност за безбедноста во сообраќајот. Значи, врз основа на податоците ние кои ги добивме од полициската станица за безбедност на сообраќајот на патиштата во општина Охрид, при СВР, нели Охрид, и кај нас годишно 4 до 5 лица ги губат своите животи на нашите улици, и кај нас 15 до 16 лица годишно се здобиваат со тешки телесни повреди, 70 до 80 лица годишно со лесни телесни повреди. Тоа се настани кои оставаат длабоки трауми и во семејствата, и во самите учесници во сообраќајот, и во сведоците на тие сообраќајни незгоди, така што ние имаме една одговорност пред се спрема нашите помлади генерации да превземеме, да се обидеме да превземеме нешто, за да бидеме сигурни дека тоа што можеме да го всадиме како сообраќајна култура на однесување, како начин на размислување, како начин на однесување во самиот сообраќај, дека нема да го препуштиме на, ето така да речеме, не на хаосот, меѓутоа на едно слободно однесување кое мораме да кажеме дека во европски и светски рамки веќе си има канализирани критериуми и узанси на однесување. Значи, точно ако постојат сообраќајните правила и прописи, тие треба да се почитуваат, а не да се најдат начини за да се избегне репресијата или казната доколку не се почитуваат. Кај нас околностите се специфични, посебно во Охрид постои сезона сообраќај, вон сезона кога е поредок, нели? Меѓутоа се влијае на безбедноста на сообраќајот, од сообраќајната култура до инфраструктурата. Ниту едното, ниту другото не е на завидно ниво. Како до поголема безбедност со ваква инфраструктура и со вакво однесување на нас возачите во сообраќајот и учесниците, сите и на пешаците. Секојдневно сме сведоци дека побилувањето на црвено кај нас едноставно е во мода. Значи имате право, сите овие фактори негативно влијаат врз безбедноста на сообраќајот. Значи и патната инфраструктура, и технолошкиот развој на транспортните средства во нашата општина, ево сега разговараме за нашата општина, и сообраќајната култура на однесување и ајде да кажеме нетолерантното однесување во сообраќајот, нелогичните работи што се случуваат од аспект на разни учесници во сообраќај, давање пренос, недавање пренос и така натаму. Значи тука се еден па и социјалната ситуација во државата и точно реков, значи технолошкиот развој на сообраќајната на транспортните средства секако тука делува и стресните ситуации, значи стресот вие знаете дека е еден од најголемите ризик фактори за кардиоваскуларните заболувања, меѓутоа ние во сообраќајот секојдневно се среќаваме со стрес. Затоа нашите активности се насочени кон она што го викаме common awareness, значи создавање на една заедничка свест и подигнување на свеста кај сите учесници. Например, ќе најдете во нашата програма
одбележување, она што го беше вчера, значи одбележување на денот на здравјето. Можда сообраќајот и здравјето нема некоја кузнит каква директна врска, меѓутоа има и текакво влијание сообраќајот негативно врз здравјето на луѓето. Значи трикратно возачите пасивно се движат, значи не се бават со рекреација, со спорт, издувните гасови ја загадуваат човекова котолина и посредно негативно влијаат врз здравјето на човекот, превозното средство може да е убавито средство во одредена ситуација. Значи, ќе најдете одбележување на денот на толеранцијата. Значи, денот на толеранцијата во светот се одбележува поради расни, верски, етнички нетрпеливости и така натаму. Меѓутоа, ние ќе го искористиме за да бидеме толерантни во сообраќајот. Можда една за промена да бидеме малку германци, барем еден ден во годината и да им дадеме предност на тие што излегуваат од споредните улици, без да псујаме кола и да се нервираме зашто тој што нема предност се обидува да има таа предност. Или да речеме ќе го одбележиме денот на екологијата 5 јуни, значи исто со одредена манифестација, денот на светскиот ден без автомобили, значи на 22 септември. Потоа ги имаме веќе традиционалните пред неколку години што се одвива едукативно сообраќајни воспитни акции, значи детски семафор, да одиме безбедно на училиште, тоа се со децата од најмлада училишна возраст, значи предшколска и школска училишна возраст. Колку го познава сообраќајот за учениците од 3 до 8 оделение, сега се во тек подготвителните активности и тестирањата, кои ќе резултираат со една масовна теоретска и практична акција во текот на месец мај. Потоа имаме воспитување, сообраќајна едукативна акција за подигнување на свеста кај возачите за потолерантно однесување според другите категории учесници во сообраќајот, значи пешаците, велосипедистите, моторциклистите. Дури имаме една акција и за луѓето со попреченост во развој. Значи целта е да го ставиме прстот на нашите глави и секој пат пред да влеземе во нашето возило да се замислиме што е она што можеме да го придонесеме денеска, да го направиме животот во општинава поубав, посреќен, побезбеден од аспект на учесници во сообраќајот. А во однос на начинот на кој што се урбанизира градов, во однос на потребите од унапредување и осовременување на патната инфраструктура, во однос на потребите од отворање на нови сообраќајници, значи регулирање и на стационарниот и на активниот сообраќај, затоа што паркинг просторите се еден вид тесно грло кои подоцна ги создаваат проблемите на сообраќајни задушувања во активниот сообраќај и така натаму. Тоа се работи врз кои не може нити еден човек да делува, нити еден совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Тие работи се малку така побавни, зависат од повеќе фактори, од процесот на денационализација, од процесот на урбанизација, деталните урбанистички планови, барањата на како да речеме на новите трендови во развојот на сообраќајот. Ево, вие сами спомнавте, ние сме многу карактеристичен град со карактеристична патна инфраструктура и не може улиците во стариот дел на градот кои биле доволни да го прифатат целиот сообраќај пред 40 години, сега да го прифатат овој сообраќај или да се надеваме дека истите улици ќе го прифатат сообраќајот за 20 години од денеска. Значи тоа едноставно не е возможно. Вие денеска во Охрид имате над 22.000 регистрирани моторни возила. Пред 20 или 30 години тој број бил напола. Значи истиве улици се. Некоја една плюс отворена, некоја проширена. Ево, гледате како се труди локалната, можда и на штета на дрворедите, можда и на штета на тревниците, можда меѓутоа сообраќајот е крвотокот на еден град и мора да му се посвети на вистина големо внимание, затоа што како велат хирурзите, вие ако имате еден главен крвоток и ако му направите прекин, тогаш мора да направите бајпас за да продолжи да тече крвта, иначе све се запира и све замира. Значи од тој аспект мислам дека повеќе фактори имаат големо влијание. Значи локалната самоуправа со воведување на еден посебен режим на сообраќај се труди да ги превенира последиците од зголемениот физички обем на сообраќајот во текот на шпиц туристичката сезона. Меѓутоа сметам дека секое такво решение е едно ад-хок решение кое можда во моментот ќе даде одредени резултати, но не е она за кое што јас се залагам, значи одавна, дека треба да биде производ од една сериозна сообраќајна студија, од еден сериозен
стручен сообраќајен елаборат кој ќе даде неколку алтернативи, неколку можности за одвивање на и на активниот и на стационарниот сообраќај во градот без оглед за кој период од годината се работи. Имајќи предвид се ова што го кажавме, веројатно и самиот сте советник, е потребно многу повнимателно да се планира идниот развој на градот. Сведоци сме дека се урбанизира Охрид, ова е жив град и атрактивен и за градителите, меѓутоа нели и за граѓаните и за купувачите од страна, но ваква експанзија со ваква сообраќајна инфраструктура едноставно не се споиви. Како да се реши овој проблем? Веројатно е потребно, ќе се повторам уште еднаш, многу повнимателно да се пристапи на сето. Нас не се случува да се градат згради без ниту едно паркинг место. Значи, во право сте дека тоа се случувало. Се случувало, значи да се изградат големи стамбени објекти и да речеме паркинг просториите да се пренаменат, сведоци сме сами во продавници, во не знам деловни простори и така натаму, намената да им е се она само што не е она што треба да биде. Значи тоа е, како да речам, жалосно и од друга страна создава големи проблеми. Јас во овие 2 години, значи во овој додека сум советник во овој мандат, ниеден предлог, значи за она што го викаме опфат на детален урбанистички план или детален урбанистички план не можел да помине без исполнувањето на законските норми во однос на бројот на паркинг позициите, во однос на, како да речам, предвидениот паркинг простор за било која стамбена зграда, стамбен објект. Реализацијата подоцна е проблем. Значи, видите, вие на хартија имате се по закон. Дури вас Министерството за екологија, Министерството за транспорт, Дирекцијата за заштита и не знам 15 институции ги даваат своите согласности на одреден детален урбанистички план. Значи невозможно е да се направи нешто вон законските норми и прописи, а да помине да добие дозвола или што викаме ние да го усвоиме како финален детален урбанистички план. Меѓутоа после во самата реализација веројатно се случуваат некои нелогични работи, каде што сега тука ингеренциите се мешаат помеѓу општинските инспекции, државните инспекции, кој зошто како навреме дали делувал или не делувал, веројатно се интереси во прашање. Меѓутоа јас сакам да апелирам врз оние кои ги носат таквите нелогични одлуки или одлуки кои се засновани само врз основа на некакви финансиски интереси. За еден начин, ако едно паркинг место вие го укините, онаму каде што треба да биде, тоа значи дека сте продуцирале проблем на друго место. На тоа друго место, утре неговото дете може, не дај Боже, да биде жртва, затоа што тоа паркинг место не е каде што треба. Значи, јас малку ги карикирам работите, меѓутоа сакам да на овој начин да апелирам на свеста на сите оние што се релевантни и одговорни. Да се држат до прописите на оваа држава. Ние сите дадовме заклета дека ќе почитуваме законите на оваа држава и дека ќе работиме во интерес на сите граѓани. Значи, што е во интерес на граѓаните? Во интерес е да имаат безбеден патен сообраќај, да се чувствуваат безбедно кога се движат по нашите улици, да има доволен број на паркинг места каде што паркирањето по тротоари, по тревници, по улици недозволено нема да представува опасност по одвивањето на безбеден патен сообраќај и да се придржуваат само до нормите и узансите и до критериумите кои се веќе дефинирани и со кои се не треба да се играме. Значи не треба да се играме и да ги занемаруваме од аспект на она што младите генерации утре ќе излезат на улици. Вие и на друго сме сведоци. До пред 10 години дали имаше 2 мопеди или 3 мопеди овде низ центарот. Денеска секој втор гимназијалец или средношколец вози моторцикл по нашиве улици. Имаме зголемен број на млади луѓе кои возат ролери. Имаме зголемен број на велосипедисти. Имаме зголемен број на пешаци. Економската ситуација веќе сакале не тера се помало да ги употребуваме возилата заради цената на бензинот, заради цената на возилата и така натаму, а се повеќе да ги употребуваме алтернативните транспортни средства. Значи, а ние како возачи често забораваме дека тие се најранливите категории. Охриѓани викаат, не ги правиме маслат.
Тоа е лошото, што не ги правиме маслат. Значи, и пешаците, и велосипедистите, и ролеристите, и тротинетистите, сите се равноправни учесници во сообраќајот и така треба да ги третираме. За тоа да биде возможно, сите паркинг простори што се предвидени треба да бидат паркинг простори, катните гаражи треба да бидат катни гаражи, неделовни простории, паркинзите пред стамбените објекти треба да се користат само за паркирање на возила и нормално урбанизацијата да, освен што позитивно влијае врз севкупниот развој на општината, позитивно да влијае и врз подигнувањето на безбедноста во сообраќајот на нашите улици. Сосема за крај, доколку на копно имаме инфраструктура, каква е таква е, закони кои ја регулираат областа на сообраќајот, Охрид е специфичен и по тоа што во летната туристичка сезона има мощен динамичен сообраќај на Охридското езеро. Во последните неколку години, за жал, ни се случуваат несреќи кои сериозно опоменуваат, да не го спомнеме Илинден и другите несреќи во изминатите неколку години. Што треба, што мора тука да се направи? Значи, од другите видови сообраќај, Охрид, освен патниот, го има и воздушниот, за среќа. За несреќа го нема железничкиот, се надевам дека еден ден и ќе го има. Меѓутоа, она што денеска се нарекува воден сообраќај, навистина е поттурнат на маргините и токму од истите причини. Значи, не се правело маслат кога требало да се внимава или кога требало да се донесат сериозни одлуки, затоа што дошле сериозни времиња. Значи, ево сега ќе ви кажам, Законот за внатрешна пловидба е еден единствен закон, имате уште еден правилник за обележување, означување, пловење и така натаму, и друга подзаконска регулатива практично и да не постои, а бројот на моторни пловни објекти за 10 години 12 пати се зголеми во водите на Охридското езеро. Сега, внимавајте, се уште никој не води сметка на загадувањето на водата, затоа што се мотори со внатрешно согорување. Се уште никој не води сметка за бројот на моторните пловни објекти. Се уште никој не води сметка дека не постојат правила на однесување. Значи, толку пловни објекти во комерцијална употреба, кои превезуваат туристи. Дури имаше, пазите, иницијатива за меѓународен воден сообраќај помеѓу Македонија и Албанија. Ниеден брод нема радиостаница, ниеден брод нема врска со капетанија, ниеден брод, гледате сега почна после несреќата да се актуализираат проблемите околу регистрацијата, регистарот на пловни објекти, техничкиот преглед, не знам, сертификатот, давањето на употребни дозволи и така натаму. Значи, сето тоа оди постфестум. Во водниот сообраќај, да речеме за разлика од патниот, каде што изобилува нашето национално законодавство со добри издржани законски и подзаконски акти, во водниот сообраќај мора најхитно да се превземат активности околу таа сообраќајна регулатива, значи легислативата да се подобри и да почнат што побаргу да се применуваат за и тој дел од сообраќајот да биде, како да речеме, онолку безбеден колку што ние можеме да го направиме. Затоа што видите, секоја чест на бродарите, секоја чест на капетаните, имаат искуство како што го нема никој. Меѓутоа, работите морат да бидат регулирани и тие се тие што треба да ги почитуваат тие регулирани работи. Значи, само така можеме да очекуваме дека нема да се случуваат сообраќајни несреќи во водите на Охридското езеро секое лето и дека нема да има жртви како што сме сведоци во последно време, за жал. Јас искрено се надевам дека еден ден и тој дел, значи крајбрежниот сообраќај во водите на Охридското езеро ќе биде под ингеренција на локалната самоуправа со самата децентрализација на власт, затоа што сега во овој момент целото стопанисување, нели, со езерото и со крајбрежјето, ако сакате и со плажите и со крајбрежниот пројаз, е во рацете на Министерството за транспорт и во некои други институции, делегирано. Меѓутоа, мислам дека единствената вистинска формула е со заеднички сили, заеднички напори и заедничко вложување во самите себеси, значи во регулирањето на оваа тематика, дека многу наскоро е можно и стандардите во езерскиот сообраќај во внатрешната пловидба да бидат подигнати на едно ниво, за да не мораме веќе да бериме гајле дека нешто лошо ќе може да ни се случи во дневот.
Благодарам на издвоеното време, ви посакувам успех во делувањето со Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот и корекција на статистиката во надолна линија. Јас ви благодарам и вам, ви благодарам, значи Охрид Ньюс од секогаш е како да речам и медиумски спонзор и барабар партнер со активностите на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и верувам дека и другите јавни медиуми треба да го следат вашиот пример, затоа што подигнувањето на свеста или влијанието врз свеста и на учесниците во сообраќајот и на сите граѓани е невозможно без активно учество на медиумите и од тој аспект јас се користам оваа прилика на Охрид Ньюс навистина да му се заблагодарам затоа што секогаш знае да ги препознае позитивните работи што се случуваат во градот, односно да придонесе со се она што може да се зголеми влијанието врз јавната свест во нашата општина, тоест она што сакаме да го направиме од аспект на подигнувањето на безбедноста во сообраќајот. Благодарам што